Со професор доктор Лилјана Стевчева денеска ќе се слушнеме онлайн. Таа е во моментот во Вашингтон, каде што е професионално ангажирана професорке. Се надевам дека успешно ќе се вклучиме во денешната емисија и дека интернет конекцијата ќе биде на наша страна. Добар ден и добре дојдовте. Добре најдов, поздрав до сите гледатели во Македонија. Ви благодарам што денеска еве станавте рано наутро и сте дел од емисијата за да ни ги појасните сите тајни на имунитетот. Ќе започнеме со тоа што представува добар избалансиран имунитет. Па сега имунитетот, улогата на имуниот одговор е да не одбрани, од сите надворешни патогени. Добар имунитет токму тоа треба да го направи, да не реагира премногу, да не реагира премалку, да реагира доволно за да не одбрани од патогените во нашата околина. Така ние во време на пандемијата всушност научивме дека не е добро имунитетот да е престимулиран, бидејќи може да дојде до она цитокинска бура. А зошто тоа се случува? Дали е тоа покарактеристично за повозрасни, може и кај млади да се случи? Може да се случи и кај млади и не се знае точно зошто се случува. Всушност доаѓа до активирање на миелоидните клетки во организмот и тие ги лачат тие цитокини и кога се лачат премногу цитокини, бидејќи тоа се проинфламаторни цитокини, тие се одговорни тие цитокини кога нормално кога имаме инфекција, нели качуваме температура, ова она, тие го создаваат тој одговор. И заради тоа, кога е премногу се стимулирани, има премногу од нив, организмот премногу реагира. А дали нашиот имунитет ги памети сите патогени со кои што дошол во контакт? Да. Да, ги памети воглавном, ги памети сите некои патогени создаваат траен имунитет, долготраен, да речеме цел живот. Некои патогени не создаваат доживотен имунитет, но создаваат имунитет, да речеме, кој што трае месец, два. Зависи од структурата на патогенот. Заради тоа, например, со грип секоја година се расправаме, макар да има и вакцини, вирусот на грипот мутира многу и секоја година тој е доволно различен да повторно создаде инфекција. Додека, например, сипаници добивате еднаш во животот, стварате имунодговор и тој имунитет ви трае доживотно. Така, слично и со ковидот. Гледаме дека можеме да се разболиме и 2 пати и 3 пати од SARS-CoV-2, од разните мутации на вирусот. Да. А што прави нашиот организам кога ќе дојде во контакт со истиот патоген? Доколку претходно сме дошле во контакт со тој патоген, создаваме ние имуни клетки кои што се нарекуваат памтечки имуни клетки или мемори клетки. Тоа се Б клетки и Т клетки. Кога повторно ќе дојдеме во контакт со нормално да се создадат тие, прв пат кога се среќаваме, потребно е 7 до 10 до 14 дена. Кога повторно ќе се сретнеме со истиот патоген, тие веднаш реагираат и многу побурно реагираат, така да веднаш го уништуваат патогенот. Во тоа е предноста нивна. Така. Се повеќе луѓе, професор, ќе страдаат од автоимуни болести. Што ова значи? Дали нашиот имунитет може некогаш да се сврти и против нас? Да. Токму тоа се автоимуните болести, кога имуниот одговор е вперен кон сопствените клетки на организмот. Сега причините за тоа се различни. Некогаш во нашето тело постојат одредени клетки кои што се слични на оние од патогените, така да се збунува имунитетот и реагира против сопствените клетки. Некогаш причината е другчија, но постојат тие заболувања, да. Така, а што се однесува до канцерогените заболувања, дали исто така намалениот имунитет може да биде одговорен што не се елиминираат оние клетки кои што се трансформираат во малигни? Да, токму така. Секојдневно кај нас се трансформираат клетки во малигни. Секојдневно. Тоа е нормален процес.
Меѓутоа, во тој процес на мутација, нашиот имун систем ги препознава тие дека се туги, значи ги регистрира како туги и ги уништува. Меѓутоа, кога имунитетот ќе опадне, ќе ослабне и затоа обично повеќето од канцерите се јавуваат во постара возраст, нели, макар да не е правило, ама многу почести се. Затоа што нашиот имунитет ослабнува после 60-та година. 60 години. Се менува и ослабнува, така да повеќе не ги препознава и доаѓа до нивно размножување, нели, и заради тоа доаѓа до појава на канцер. Така, тоа значи дека имунитетот затаил, може така да се каже? Токму така затаил и сега баш е многу актуелна имунотерапија на канцер, која што досега ветува многу. Така да, мислам, се зимаат клетките тие што ние ги имаме во организмот, но не се доволни. Па се размножуваат во лабораторија и повторно се вбризгуваат. Така, но предпоставам дека предизвикот е да се открие кои клетки всушност се убици на канцерогеното ткиво. Тука е главниот предизвик? Не. Не е тоа. А во што се состои токаш главниот предизвик? Ете, ја од тоа што прочитав, толку можев да разберам. Лично нова терапија, сега да не навлегуваме во тоа, е цела една... Добро. Ќе направиме една цела емисија, професор, ке на оваа тема. Тоа е прилично нова терапија и се покажува дека е многу ефикасна, бидејќи се покажа дека ако вие тие клетки што ги имате во организмот ги земете и ги размножите во лабораторија, ги активирате и ги вбризгате, тие ќе си го уништат. Ќе ги уништат канцерогените клетки. Така. А што е со алергиите, професорке? Дали тука има некој погрешен имунолошки одговор? Да, мислам, алергијата е всушност прекумерен одговор на одреден патоген или алерген што го среќаваме, и постојат луѓе кои што се склони кон алергија и тоа се нарекува атопија. Значи, се ствара таа склоност кон алергија, се повеќе и повеќе имаме, посебно кај во урбаните средини, заради тоа што децата не си играат надвор повеќе, многу често се затворени во 4 зида и не доаѓаат во контакт со нормалните патогени кои што постојат во околината, за да можат во текот, нели, на детството, на раното детство, да создадат нормален имун одговор кон тие патогени. Затоа велат да не ги чуваме децата под стаклено звоно. Да. Така, значи имунитетот е одговорен за многу аспекти, дали ќе бидеме болни или здрави, зависи многу од него. А како да препознаеме дека тој се намалил? Има ли некои симптоми кои што би ни укажале на тоа? Па чести инфекции, например, мислам, тоа е една од работите што укажуваат секако. Во кај повозрастните луѓе над 60 години веќе се знае дека имунитетот е намален и тој процес на старење на имунитетот, или се вика имуносенесенс, е нормален. Меѓутоа има одредени работи што може да се направат за колку толку да се одржува еден имунитет кој што ќе ве одржува здрави. Мислам, тоа е, например, вежбање, излегување надвор, да не се затвора во 4 зида, правилна исхрана, сонот е многу важен. Сонот е многу важен за имунитетот. Така, колку часа сон се препорачува за да бидеме здрави? Бидејќи современиот човек се помалку и помалку спие. Па тоа е проблемот. 8 часа сон и тоа добар сон. Квалитетен. Квалитетен сон, да. Ноќен? Ќе си ги заборавите, да, ќе си ги оставите сите проблеми и нервози од работа. И така, да. Така, бидејќи да, сонот вела дека е клучен за здравието, ќе ги продискутираме сите аспекти кои што може да доведат до подобрување на имунитетот. Професорке, значи доколку често настинуваме, тоа е сигнал дека ни е намален имунитетот, а ако чувствуваме замор, малаксаност, сето тоа е знак за намален имунитет? Замор, малаксаност може да дојде и од други работи, нели? Например, некои промени хормонални може да доведат до тоа.
болести одредени може да доведат до заморма, а и премор може да доведе до замор, така. Мислам така да тоа не е баш некој типичен знак за така сигнал кој што треба веднаш да се поврзе со намалениот имунитет. А доколку земаме одредени суплементи, ќе ги наброиме во текот на емисијата засебно, прашањето ми е доколку земаме одредени суплементи, колку брзо можеме да си го подобриме имунитетот и дали на вистина со суплементи се засилува имунитетот? Има одредени аспекти кои што може да се засилат со суплементи, меѓутоа ќе зборуваме посебно и ќе ви кажам дека тоа во главном во тек на инфекција, а не општо. Како што реков, најголемо влијание за тоа во каква состојба ќе биде вашето тело, има сонот, има стресот, значи стресот е страшна работа и стресот доведува до страшен пад на имунитетот. Што точно се случува, професорке, во тие моменти, кога сме под стрес? Зошто се намалува имунитетот? Тука влие и има хормони кои што се лачат кога сме под стрес, како што е кортизолот, така да има влијание на различни компоненти од имуниот систем и тоа има влијание, да. Така да, многу е важно, значи, човек да си најде некој метод. Сега не може човек да каже од сега нема да имам стрес, нели? Сите сме изложени на стрес. Меѓутоа, треба да си најде човек одреден метод за релаксација. Ајде да проговориме за суплементите кои што би можеле да го зајакнат имунитетот. Што е со витаминот С? Витаминот С е еден од витамините кои што не можете да го предозирате. Значи, ако пиете повеќе С витамин, ќе го измокрите. Сега проблемот е во тоа што ако има епте многу пиете витамин С, се препоставува дека може да создаде камења, ово, она. Меѓутоа, во принцип, можете да пиете витамин С до 2000 милиграми дневно. Ама тука спаѓат, зависи од исхраната, нели? Колку овош ќе јадете, колку примате со зеленчук, овош и тие работи. Значи не може да се предозираме со витамин С? Нема нешто што е преголема доза? Доколку не сме склони кон создавање камења? Не создава, витаминот С не создава, нема синдром на хипервитаминоза С. Значи нема симптоми ако се предозирате со витаминот С. А дали витаминот С сам по себе може да го реши проблемот со лошиот имунитет? Па не може. Мислам, во принцип, еве јас зимно време, кога има повеќе инфекции, повеќе време поминуваме во затворен простор, зимам С витамин. Меѓутоа, ако и зависи од тоа многу како се храните, нели? Така, детално ќе проговориме и за исхраната. Вие можете и на природен начин да си го надокнадите витаминот С. Значи не мора преку суплемент тоа да биде? Да. Преку суплементи во главном и потешко се ресорбира. И не само за витаминот С, тоа важи за сите други суплементи. Значи... Ама ние пиеме суплементиот и ни е полесно. Секогаш предност да даваме на природните извори на витамин С. А дали витаминот С да го земаме превентивно, постојано или само кога сме болни? Па не мора да го земате превентивно ако вие јадете овошје, зеленчук, мислам се што содржи витамин С, свежо. Нема потреба да земате додатен витамин С. Што е со останатите витамини кои што влијаат на имунитетот? За време на пандемијата многу слушавме за влијанието на витаминот Д врз јачината на одговорот, на имунолошкиот одговор во организмот. Но многу луѓе се плашат од големите дози на витамин Д да не им наштетат. Сега, дали навистина витаминот Д има толку силно влијание врз нашиот имунитет и дали постојат преголеми дози кои што може да наштетат кај одредени лица? Се покажа дека витаминот Д навистина има голема улога во имуниот одговор и тоа се покажа на тој начин што се повеќе луѓе, значи не одиме ние надвор доволно, не сме надвор, не сме на сонце доволно повеќе.
Особено тоа, на пример, во урбаните средини, овдека во САД се покажа дека повеќето од луѓето имаат хиповитаминоза Д, значи многу ниско ниво на витаминот Д, затоа што едноставно не одат надвор, не се изложени на сонце. Сега и да е облачно, пак има сонце, нели? Така да, воглавном е многу важен, витаминот Д е многу важен. Порано имаше некоја, сега јас памтам од тоа време, кога имавме некое правило обавезно да се оди на одмор кој колку може, нели каде може, ама да се исонче 1-2 недели, и тоа, да ви кажам, игра голема улога. Овдека тоа американците не знаат за тоа, не знаат да отидат, да си извојат време да си отидат на годишен одмор. И тоа се одразува. Витаминот Д може да биде толку намален да се дава како суплемент до 50.000 единици. Значи тоа е висока доза, но тоа е дозата за да се коригира. Ако сметате дека можеби имате хиповитаминоза, и кај нас се прават испитување, приватните лаборатории сите ги прават. Кое ви е нивото на витаминот Д, може да си проверите. Нормално, значи, би можеле да примате 400 до 800 е нормална доза на витамин Д, дневна доза, со тоа да сега се мисли дека може да се прима до 5000 единици. Секој од нас, значи, може до 5000 единици да прима? Па сега, зависи каква ви е состојбата од прилика, затоа ви кажувам. Меѓутоа, витаминот Д, важно е да се знае дека тој може да предизвика хипервитаминоза, и хипервитаминоза Д се, симптомите се гадење, повраќање, висок притисок, се појавуваат камења во бубрезите, во жолчката. Доколку случајно се предозирате со витамин Д, најдобро нешто што можете да направите е да пиете многу вода, значи да го разредите, да го измокрите. Професорке, кога правиме испитување на ниво на витаминот Д во крвта, можеме да забележиме дека опсегот на нормална вредност е прилично широк. Од до, каде треба да биде, што е оптимално? Дали имаме проблем со нивото на витамин Д доколку неговата вредност е блиску до долната граница? Треба ли да се стремиме кон горната граница? Што е оптимално? Вака како имунолог, што советувате? Доколку сте блиску до долната граница, моје лично мислење, можда и да не примате витамин Д суплемент, макар да би можеле помалце, би преполачало сончење секој ден надвор. Сончење. Така, но и кога излегуваме на сонце, едно време рибино масло на сите деца се даваше. Да. Рибиното масло вела дека е одличен извор на витамин Д. Проблемот е кога ќе излеземе надвор, многу од нас мачкаме средства со заштитен фактор, плашејќи се од канцерогеното дејство на сонцето, па претпоставам дека повторно за џабе изложувањето на сонце кога не доаѓа до активација на клетките што создаваат витамин Д. Па не знам дали е за џабе, мислам дека тие што ги користиме со заштитен фактор ги спречуваат инфрацрвените зраци, а не ултравиолет. Да, така да сепак доаѓа до активација. Значи покрај тоа доаѓа до активација. Да ги вклучиме и гледачите да можат да постават прашање во денешната Телма амбуланта поврзано со имунитетот и нашиот имунолошки одговор, начинот на кој што може да се зајакне и секако со која брзина тоа може да се постигне. Што е, професорке, со омега-3 масните киселини? Имат ли тие некаква улога во подобрувањето на нашиот имунитет? Омега-3 се многу важни за работата на мозокот, за нашиот хормонален баланс, затоа што се дел од составот на клеточната мембрана, особено во мозокот, на мозочните клетки. За имунитетот конкретно не е докажано дека играат некоја не знам каква улога омега-3, освен што ја стабилизираат мембраната на клетките, но нема некој не знам каков ефект, но важни се за други работи, како што кажа. Што е со цинкот, со селенот? Цинкот е важен,
и е потребен за нас. За цинкот се покажа дека игра улога во имуниот одговор, но исто така и особено за COVID се покажа дека го инхибира растот на вирусот и размножувањето. Така да затоа се примаше цинк за време на COVID инфекцијата. Максимум до 40 мг дневно цинк, иначе 8 мг за жени, 11 за мажи. Тоа се оптималните вредности, оптималните количини. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Најнапред поздрав до вас. Благодарам. До вас во студиото. Би сакала едно прашање да поставам, пошто прелеза на омикронот, па ме интересира за одржување на имунитетот, имуниот одговор, што велите. Значи, јас пијам од А до Ж едните витамини, така да ги наречам, олигостел пијам, колекција, комбинација од витамини, и пијам селен посебно, мала таблетка. Што пиете, се извинувам на крај, селен рековте? Да, да. Добро. Значи, олигостел, значи само се одржи Така, пиете комбинација од разни витамини и минерали и меѓу другото земате и селен, засебно. Значи, од А до Ж. Дака, добро. И селен посебно. И се тоа го земате од како прележавте омикрон, ви интересира што уште треба да направите за да си го држите оптимално на оптимално ниво имунитетот по прележувањето. Ви благодарам за вклучувањето. Професорке, веројатно и од моето појаснување можевте да го слушнете прашањето, па што би советувале? По прележување на COVID да се зема за да се нормализира имунитетот. Витаминот Д да се провери на кој ниво е. Ако е потребно да се прима суплемент, да се прима. Сега госпоѓата прима селен, за селенот не е докажано дали има некој ефект. Искрено нема ни многу истражување, но нема ни некое, не е докажано дали има ефект на имунитетот или не. Важно е витаминот Д, како што реков, да се пази од инфекции и да... Мислам, ние сите се затворивме во 4 зида со овој COVID, да ви кажам искрено, и тоа е многу лошо, затоа што ние како луѓе не сме создадени да живееме во 4 зида, ние мора да излеземе надвор. Значи, нормализирајте си го животот, сонот, излегување, значи малку на воздух, малце сонце да ве види. Тоа. Така, ајде да го слушнеме вториот гледач. Добар ден. Добар ден за гледачот кој што очекува да постави прашање во денешната телма амбуланта. Еве уште една можност. Добар ден. Нека се јави подоцна повторно. Професорке, дали има храна која што го подобрува имунитетот, но и продукти кои што го трошат? Па не знам дали има продукти кои што го трошат имунитетот. Во главном храната се знае, тоа треба да биде уравнотежена исхрана која што ќе содржи протеини, не премногу јагнени хидрати, но храната како таква, освен ако е дефицитарна, нели, во витамини или во протеини, мислам дека не игра толку голема улога колку што игра стресот и сонот. А што е со трансмастите или пак шекерите кои што се рафинирани? Некои велат и сврлете ги на таков начин ќе си го подобрите имунитетот. Па не мислам дека тоа игра улога во метаболизмот, затоа што тие што ви се рафинирани шекери се складираат. Немаат некоја хранлива вредност. А инаку на имунитетот баш и немаат некоја голема улога, не игра некоја голема улога за имунитет. Така, да ги вклучиме професорке гледачите, овој пат се надевам успешно. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Едно прашање кратко. Имав алергија уште од пубертетот па навака. И правев алерготест сега последно, дури со тешка алергија, задушување, сите симптоми на алергија ги имам, чешање на грлото, солзи од очите, носот,
на алерготестот од сите алергени имам алергија, дури и на бел леп, ова што е во исхраната. Што да превзема, не знам, се прашува дали од имунитетот се труда, зема витамини секакви, ама еве више една година нема никаква корист од тоа. Сите апчиња за алергија што се ги имам пробана, ама ништо не осеќа подобрување. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, професорке. Што да се направи во случај кога некој има ваква алергија, дали со адаптирање на имунитетот би се подобрила состојбата? Ако госпогата, значи, во моментот има алергија и се прави тестирањето, ќе се појави алергична реакција на работи на кои што нормално можеби не би реагирала. Сега е пролет, значи честа е појавата на алергиите. Очигледно госпогата порано има алергија, значи долго време. Така веќе една година спомена. Така. Треба да провери прво домашна прашина. Тоа што е најчесто, значи во околината. Домашна прашина има прочистувачи за воздух, што може да се купат. И се многу ефикасни. За да немате животни, ако имате околу вас, мора да постои едена главна, макар да се покажува алергија на различни алергени, мора да постои некој алерген кој што е главен тригер за нејзината алергична реакција. Значи, што може најлесно да контролираме? Прашината дома, значи, животни дома да нема. Сега полен, тоа малку потешко, ама ќе се труди да не одгледуваат свеќиња или такви работи нешто. Тоа би препорачала јас. Така. Ајде да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам едно прашање до докторката. Имам многу заборавност, дури за шеметоност. Нашиот од Паланка доктор ми преписа аминалон и билобил, магнезиум 6. Така, само да ве потсетам дека денешната докторка е имунолог, доктор на науки по имунологија. Заборавеноста е сепак еден друг домен. Професорке би дале одговор на ова или да продолжиме понатаму, а гледачката да се јави во емисија кога ќе зборуваме на таа тема. Наскоро ќе имаме и ќе можете да не проследите и да се вклучите во програма. Можам да и кажам моје мислење, ја сега баш... Така, ве можете да кажете мислење и благодарам на гледачката за вклучувањето. Јас би препорачала да земе krill oil. Добро, што е тоа? Тоа е како омега-3, но не потекнува од шкрилци. И е многу подобро од омега-3 и навистина е добро за заборавеност. Така. Па нека проба со тоа нешто. Така, тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Како да го подобрим имунитетот доколку е намален, ни појаснува професор доктор Лилјана Стевчева, доктор на науки по имунологија. Овој пат со неа разговараме директно од Вашингтон, каде што е професионално ангажирана. Професорке, се повеќе истражувања покажуваат дека цревната флора има директно влијание на нашиот имунитет. Вела дека бактериите кои што се наоѓаат во цревата се различни кај секој од нас и се како всушност отпечаток од прстот. Што ова значи? Дали е важно да ги негуваме оние црева кои што ги имаме, да ги негуваме оние бактерии кои што се наоѓаат во нашите црева? Па да, тие се многу важни затоа што ние имаме бактерии не само во цревата, имаме во усната шуплина, имаме во носот, имаме на кожата. Значи тоа се бактерии со кои што ние сме навикнале да живееме и сме формирале заедница на некој начин. И имаат влијание во начинот на кој што ние одговараме на други патогени. Така да, многу е важно да внимаваме, особено ако примаме антибиотици, затоа што антибиотиците ги уништуваат не само бактериите кои што ни е потребно да ги уништиме, туку ќе ги уништат и оние што се во цревната флора, особено антибиотиците со широк спектар.
Во тие моменти, дали ни е намален имунитетот, значи по завршувањето на антибиотската терапија, кога голем дел од оние бактерии што живеат на нашето тело се елиминирани, постои ли можност да се заразиме од некоја бактерија која што е отпорна на антибиотици? Па тоа досега не е покажано, како да ви кажам, ова со јас имам едно друго мислење на ова за антибиотиците, е многу се зборува многу за тоа. Секако сум за секогаш кога примате антибиотик да примате и пробиотик, значи за да си ја заштитите цревната флора, или барем кисело млеко, јогурт, мислам има природни пробиотици, нели? Исто кисела зелка и тоа ви содржи природни бактерии. Меѓутоа, ние забораваме дека не е само антибиотикот што ние ќе го пиеме 5-6 дена тамо за некоја инфекција. Ние јадеме месо секој ден. Тие животни, прашајте ги земјоделците, сточарите и овчарите, ќе видите со што ги хранат. Особено пилињата, со антибиотици ги хранат. Значи, ние забораваме дека ние секој ден примаме мали дози антибиотик. Сакале или не. Така да, јас по моје, и никој не земал да направи едно истражување што би било многу интересно, например да се земат вегетаријанци да се испитуваат, за разлика од оние кои што јадат месо, и да се видат разликите. Меѓутоа, тука малце и индустријата за храна, знаете, не сака околу тоа да се крева прашина, така да и тука има, и тоа има влијание. Не мислам дека со тоа што ако сте настинале или сте се разболеле и мора да примате антибиотик, тие 5-6 дена што ќе го примите тој антибиотик, тоа нема да ве афектира толку многу како што би ве афектирало долготрајно примање на антибиотик. Например, и месец, два, или да речеме јадете месо кое што е неквалитетно, хрането со антибиотици секојдневно. Мислам дека повеќе тоа би ве афектира. Тоа е мое лично мислење. Така. Да ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете. Од Промшник се јавуваме. Сакаме да прашаме за зајакнување на имунитетот. Така. Имам се правена операција 2 пати, имам примено хемотерапија и сега заврши со хемотерапиите и сакам да прашам што може да од јадење да користам за да го појачам имунитетот. Имунитетот ми е многу слаб. Ви благодарам за вклучувањето. Професор, дали можевте да го слушнете прашањето? Да, значи треба да си ги провери нивоата на витамините, како што рековме, витамин Д особено, обавезно излегување, сончење, не мора па на плажа, нели? И на тераса, важно, печурки, бета-глуканот, кој што е составен дел од печурките, има многу добро, е многу ефикасен за заштита на имунитетот и за појачување. Советувате бета-глукани да се земаат од природни извори или пак и како суплемент? Секогаш е подобро од природни извори. Секогаш е подобро од природни извори. Значи, балансирана исхрана, овошје, зеленчук, колку што се може, нели? И најважно, стресот да се редуцира, сонот. Да се нормализира. Значи, сите низа фактори треба да се вклучат за да се зајакне имунитетот. Не може тоа само со суплемент или со здрава исхрана. Тоа цело време, постојано ни го потенцирате во емисијата. Уште еден гледач сака да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Јас ќе го поставам моето следно прашање, се надевам дека гледачот ќе се вклучи малку подоцна во емисија. Ги споменавте бета-глуканите, а што е со колострумот? Многу често се нуди и колострум во некаква форма за подобрување на имунитетот и кај децата и кај возрастните. Што велите за тоа? Се вака, колострумот е млекото кое што, мислам, се лачи од градите на мајката пред да се лачи мајчиното млеко. Значи, колострумот содржи протеини, ги содржи сите тие антитела кои што мајката ги има.
Така да, затоа и така да бебето е многу малечко, нели, кога има колострум и се заштитува на тој начин. Во тој смисол, значи како пасивна заштита некоја, има улога, не може да нема. Но јас не знам од кај го наоѓаат тој колострум. Колострум од кравјо млеко, професорке, не е од мајчино млеко. Не е човечко млеко, туку е од животно, мислам дека е крави. Па исто би било, значи сигурно содржи антитела, содржи тоа све што содржи мајчиното млеко за да го заштити бебето. Значи советувате да се зема? Па не знам баш. Не сте сосема сигурна во тоа? Не сум сигурна, тоа во исклучителни случаи кога стварно некој... Е неопходно. Да, е неопходно, да. Имам уште двајца гледачи, се надевам дека успешно ќе се вклучат. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Значи, повторно се вклучив јас, поздрав уште еднаш до вас и во ден. Бисак прекрасна емисијата вие, мора да ја благодарам. И понатаму продолжете исто темпо, но вистина сте извонредни. Сакам да ве прашам и да ве замолам воедно да ми кажете дали сонот влие без оглед на возраста, значи дали влие целокупно на крвниот притисок. Се извинувам, што дали влие, не ве слушнав добро? На крвниот притисок. Што? Пистолниот и срцевиот. Ама зашто прашувате конкретно, не ве слушнав? Што дали? Сонот. Сонот, на крвниот притисок, добро. Да, ако е малку спиење, како влие и кога е нормално, како влие. И уште една молбица до вас, извинам кратко ова, значи докторката и сите ваши гости понатаму ќе ве замолам поедноставно да се изразуваат не така стручно, затоа што поголем дел од популацијата се возрастни луѓе и не ги разбираат тие форми, тие појаснувања. Треба да давате детален исказ, така да ви кажам, со едноставни зборови. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Мислам дека професорката прилично ги симплифицираше работите, но еве предпоставам ќе се обиде уште попросто да го објасни сето тоа. Професорке, која е поврзаноста помеѓу сонот и крвниот притисок? Дали може да настане некое покачување или пак намалување на крвниот притисок ако недоволно спиеме? Може. Мислам, ние воглавном многу малку внимание обраќаме на сонот. Навистина, мислам, и како воопшто не обрнуваме ни. Колку се сме зафатени, стално трчаме некаде, гледаме да завршиме некоја работа. Не е доволно 3-4, 8 сата сон и тоа убав сон. Мислам, може да има влијание, може да заради тоа што не сте си го земали, мислам, не сте одморени, не сте поминале ни тој циклус, може да ви го покачи притисок. Така, ајде да го слушнеме и следниот гледач со негово прашање. Добар ден. Многу шкртаво одговорите и многу повеќе очекував од професорка која работи во Америка. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Продолжуваме понатаму со денешната емисија. Професорке, во однос на земањето на пробиотици, дали тие треба да се земаат како зајакнувачи на имунитетот? Дали тоа го советувате? Па јас мислам нема потреба. Нема потреба ако вие си јадете нормална исхрана, нели во нашата, поготово во нашата кујна која што е медитеранска, ние имаме кисело млеко, јогурт, кефир, имаме зелка киселиме, нели, зимно време. Така да ако си ја јадете, ако ја користите таа кујна, мислам дека нема потреба. Така, но доколку сето тоа не се прима, а сведоци сме дека повеќето луѓе се хранат со готова храна, брза храна, во тој случај да се земаат одредени суплементи секојдневно или не? Јас не сум за да се земаат суплементи туку така. Мислам, нема потреба. Можете да си го коригирате со исхраната, не секогаш може, значи за тоа велам. За витаминот Д да си проверите на кој ниво ви е, ако ви е нивото многу ниско, треба 50.000 единици за да се покачи. Не се покачува толку лесно. Така. Инаку, мислам, може све скоро со исхраната да се регулира.
А што е со одредени препарати како што е ехинацеа и слично? Дали тие имаат некаков ефект врз подобрување на имунолошкиот одговор? За ехинацијата има истражување и докажано е дека ако се зема во првите 24 сата од кога ви се појавиле симптоми, да речеме на грип или има ефект. И дека ефектот трае 7 дена. Значи, на кој начин влијае на имунитетот? На тој начин што ги активира, особено ги активира Т-клетки. Т-клеточниот имунитет. И тоа е докажано со истражувања, научни истражувања. Значи, особено би имала влијание на вирусни инфекции. Така, имаме уште еден гледач, ако добив. Така, докажано е дека за да се зема превентивно или да се зема подолго време нема никаков ефект. Нема, така. Да. Да го вклучим и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, сакам да прашам. Ве слушаме, само ќе ве замолам да зборувате во континуитет, да го намалите тонот на телевизорот и Добре. да го следите разговорот преку слушалката. Повелете, кој е вашето прашање? Прашање, јас немам мирис, после COVID немам мирис на носот. Не знам дали смрди, не смрди, така нешто. А колку време помина од како прележавте? Мислам, неколку месеци така. Неколку месеци си уште го немате чувството за мирис. Добро, ви благодарам за вклучувањето, професорка. Имате искуство со оваа проблематика? Да, мислам дека кај нас нема доволно по медиумите за ова. Постојат вежби. Значи, постојат вежби со кои што се забрзува да се врати мирисот кај луѓето. А тие вежби се потребни се 5 различни мириси, значи. Така? Обично кафе, цимет, може некој е помаранџа или нешто такво. Значи 5 различни мириси и секој ден ќе ги мирисате сите 5. Макар и да не чувствувате, многу побрзо се враќа чувството за мирис. Да. И колку време тоа треба да трае? Колку време да ги мирисаат овие 5 различни продукти? Па од искуство обично недела-две веќе почнува да се враќа. Ова е еден одличен совет кој што им го упативте на сите оние гледачи кои што се соочуваат со оваков проблем. Отсуство на чувство за мирис по прележан ковид. Неколку пати споминавте дека е исклучително важна физичката активност за и да имаме балансиран и оптимален имунитет. Колку време во текот на денот треба да бидеме физички активни? Што ова значи? Треба ли да трчаме, да одиме во теретана? Или пак се доволни само прошетки, брзо одење? Или пак работа по дома? Работа по дома не се важи. А тоа не се важи. Бидејќи многу велат, секој ден бришам прашина, мијам садови, ги собирам играчките од подот, физичка активност, секојдневна. Прашината што ја голтате, не се важи тоа. Значи, не мора да биде тоа не знам каква. Не мора да одите вие во вежбална. Може да биде евентуално прошетки. И тоа не мора трчање, пешачење. Значи, 20 минути дневно е доволно. Ама да се надвор, нели, да си го посветите времето на тоа. Има и вежби, например, за тие кои што не можат да се движат, кои што седејки можат да се изведуваат. Е многу важно да се изведуваат. И јас тука сакам да ја поздравам мајка ми, која што е 86 години и 3 пати дневно вежба. Браво, одлично. И какви вежби прави професорке? Што вежба? Не може многу, нели? Затоа што е така, делумно непокретна, ама вежба. Има таму некои вежби кои што физиотерапеути ги покажа и си ги вежба. Ама е упорна, 3 пати на... Така, важна е упорноста и секако мотивацијата, а здравието секогаш треба да ни биде мотивација. Повеќето од нас менуваат нешто откако животот ќе им даде жолт картон, односно откако ќе добијат некаква диагноза и тогаш размислуваат што да направат за да го подобрат своето здравје. На имунитетот претпоставувам дека треба да се работи континуирано, секојдневно. Посветете си време на себе.
Значи, посветете си, кажете си сега овој пола сат, јас ќе одам да се шетам. Па може вајда и таа жена која што трча на работа и трча дома и чисти ово, она тие пола сат. Сите можат без неа, верувајте. Така е, така е. Најважно си посветиме време на себе, да се обидеме да го елиминираме стресот, како што споменавте, да спиеме доволно. Не можам да нагласам колку е важен стресот. Многу е важен, затоа што стресот, кортизол, и мислам, многу го намалува нашиот имунитет. Така да, треба да си најдеме начин, и сега секој човек е различен, не мора да одите вие да медитирате, нели? Или йога да вежбате, ако тоа не ви лежи. Ама си знаете вие што ве смирува. Така ли, дали ќе ве смирува си пуштите музика, дали ќе ве смирува да прошетате негде, ама посветете си го тоа на себе, дека вие имате потреба да се смирите и да си го елиминирате стресот. Колку што може повеќе. Значи има вистина во тоа кога некој ќе рече се разболев на нервна база. Да. Дефинитивно. Еве, разговарајте со луѓе кои што се нашле во тешка здравствена ситуација, ќе видите дека сите имаат некој голем стрес за нив. Така, споминавте сон, 8 часа? 8 часа, и тоа во, мислам, дење ноќе да се зачува, не преку ден. И правилна исхрана? Да. Богата со витамини, со минерали. Споменавте каква таа треба да биде, и секако тука е главен витаминот Д, кој што не е лошо да пред да почнеме да земаме суплементација, да направиме едно испитување за нивото на витаминот Д во нашата крв. Така, затоа што и кај нас сега луѓето се помалку одат надвор, се помалку одат по одмори, нешто заради тоа што нели недостаток на средства, ама сега па и не мора, не знам кај да одите и у двор може да се сунчете, нели? Така, што повеќе прошетки на сонце. Бидејќи на крајот на криштата тоа влие и на расположението, доброто расположение влие и на имунитетот, сето тоа е поврзано едно со друго. Јас ви благодарам што денеска одвоивте време да се вклучите во Телма амбуланта. Колку часот е сега во Вашингтон? Сега е 7:46. Значи денеска навистина рано се вклучивте, се подготвивте за да бидете дел од оваа емисија. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам што ме поканивте. Се надевам дека кажав нешто што ќе им биде од корис на гледачите. Апсолутно, апсолутно. Ни за корисни совети и препораки. Професор доктор Лилјана Стевчова, доктор на науки по имунологија, беше денешната гостинка во Телма амбуланта, а јас ви посакувам добар и балансиран имунитет. Пријатно.